Директниот контакт со земјоделците и отвореноста на владата на министерството се нешто кое што го негуваме заради носење на правилни политики кои што се базираат на она што ќе го слушнеме од самите земјоделци. Затоа денес заедно со подрачната единица, со директорот на платежната агенција, со представниците на земјоделците, ќе оствариме средба со земјоделците од источниот регион, се со цел да ги слушнеме нивните мислења, но и да ги презентираме нашите видувања, мерките, политиките кои што ги носи владата. Навршуваат 10 месеци како што во целиот овој период се носат мерки кои што се во полза на целиот сектор и на земјоделците. Имаме вредни земјоделци во Македонија и нивниот труд мора да се цени и мора да се плати. Тоа е нашата клучна порака денес. Токму затоа се насочивме кон неколку области. Прво е да ги намалиме производствените трошоци на земјоделците, да ги вратиме парите кај земјоделците и кај граѓаните и да го зголемиме нивниот доход, односно нивните приходи како земјоделски стопанства. За таа цел усвоивме законот за измени на законот за персонален данок, со кој што ослободувањето кое што важеше за земјоделците, чие што основна дејност е земјоделството и кое што беше до 300.000 денари, веќе е покачено до 1 милион денари, со право на поврат на овие средства. Тоа се пари кои што дополнително се враќаат во буџетот на земјоделските стопанства. Веќе во понеделник во собрание влегуваат измените на Законот за земјоделство и рурален развој со воведување на нова мерка за земјоделците, а тоа е зелена или поевтина нафта, а тоа ќе се имплементира, како што го наведовме во законот, преку нови зелени карти кои што ќе ги добијат земјоделците и на кои што ќе имат средства кои што ќе ги користат за поевтина земјоделска механизација. Со тоа драстично ќе бидат намалени во наредниот период производствените трошоци на земјоделците. Понатаму, наша клучна цел е редовна исплата на субвенциите и да отстраниме било какви можности за нивни злоупотреби во било какви цели. Затоа во овие 10 месеци се насочивме кон исплата на заостанатите субвенции и редовна исплата на субвенциите така како што е предвидено. Земјоделците да ги добиваат субвенциите тогаш кога им се потребни, за да со нив инвестираат во сопственото производство, а не да плаќаат сметки за струја или други давачки. Затоа од оваа година земјоделците ги добиваат парите тогаш кога највеќе им се потребни и сум убеден дека тоа ќе придонесе до зголемено земјоделско производство во државата. Дополнително од оваа година ги зголемивме субвенциите за тутунот во 3 класи од 80, 70 и 60 денари. Тоа ќе предизвика мотивирање за квалитетно производство на земјоделски производи. Ги зголемивме субвенциите за оние категории на земјоделци кои што имаат развојни потенцијали и можности и таа наша стратегија ќе ја имплементираме и во наредниот период. Односно 20% зголемени субвенции за најразвојните категории на земјоделци во делот на растителното и 10% во делот на сточарството. Но продолжуваме со дебата заедно со земјоделците за отстранување на сите пречки, на искористување на сите можности, се со цел зголемено и поквалитетно производство. Оваа година сме цврсто насочени кон зголемена искористеност на средствата од ИПАРД фондовите и тоа сметам дека ќе бидат едни од најуспешните политики на владата, се со цел модернизација на вкупното земјоделско производство. Преку ИПА проектите и со поддршка на Европската унија започнавме крупни проекти за окрупнување на земјоделското земјиште, законот за консолидација веќе во собраниска процедура, за реонизација, за земјоделски задруги и нивна директна поддршка, но и за изградба, рехабилитација и изградба на нови системи за наводнување. Според статистичките најнови податоци од Министерството за финансии, платите во земјоделскиот сектор оваа година се зголемени за 12,75%. Ова се најнови податоци од денес од Министерството за финансии кои што покажуваат дека платата во овој сектор просечна во минатиот месец јануари 2017 година била 16.700 денари, во истиот месец оваа година тоа е 18.800 денари. Владата цврсто ќе биде насочена кон развој и модернизација на овој сектор, да
земјоделците живеат многу подостоинствен живот, да ги придобиеме, односно да ги убедиме младите да останат во Македонија, да им ги отвориме сите можности и нашата целокупна поддршка да се занимаваат со овој сектор кој што е особено значаен, кој што учествува значително во бруто домашниот производ и кој што може да ја раздвижи македонската економија. Благодарам. Земјоделците велат дека не се исплатени штетите од минатогодишните мразеви, кој што го погоди овој источниот регион за лозарските насади, секако и за овошните. Точно, не се исплатени заради тоа што ги обработуваме, односно ја спроведуваме целосната процедура. Само за 2017 година, од доцните пролетни мразеви, вклучително и од сите други климатски неповолни фактори кои што се склучија во 2017 година, имаме над 16.000 барања за проценки на штети и навистина работиме и на комплетирање на целата оваа постапка и постапката е завршена на ниво на подречни единици, направени се проценките, обработени се проценките од Бирото за судски вештачења, што беше еден од клучните проблеми поради непостојањето на доволен капацитет и кадар кој што ќе биде вклучен за да обработи толков голем број на барања, но ја завршивме постапката на ниво на Министерството. Сега овој извештај е на влада. Владата во вторник ќе го утврди процентот на штети и веднаш после тоа ќе биде реализирана исплатата. Средствата за исплата на штети стојат во програмата, односно во платежната агенција, и ние целата таа постапка навистина ќе ја забрзаме. Но паралелно работиме и на сосема нов систем на заштита од климатските промени на некој начин, она што ние можеме да го преземеме, да се адаптираме на климатските промени и како што и тоа вчера го најавивме со премиерот од седницата на Комитетот за земјоделство и безбедност на храна, ќе промовираме во наредниот период нов концепт на земјоделското осигурување, подигнување на свеста и можностите, вклучување на реосигурителната компанија Европа РЕ, каде што Македонија е еден од основачите, разгледување на можноста на купување на финансиски инструменти во ова реосигурителна компанија и промоција на нов модел, односно моментално ги анализираме шпанскиот и турскиот како нови модели на потекнување и искористување на ова земјоделско осигурување. Државата и натаму нуди 60% од покривање на полисата, меѓутоа реално земјоделците имаат одредени сомнежи и проблеми. Јас ги разбирам за сето она што се случуваше во наредниот период, но знаете дека правиме се, менаџираме, водиме еден диалог и помеѓу компаниите и помеѓу представниците на земјоделците, како што тоа и денес ќе го разговараме, се со цел да се намали износот на средства кои што државата секоја година ги исплаќа по основ на штети, заради тоа што сакаме да се насочиме кон развиено земјоделство и модерно и конкурентно, но од друга страна да ги искористиме сите инструменти и да изградиме еден долгорочен пристав во делот на самото осигурување. Владата презема и ни за други мерки кои што сметам дека во наредниот период ќе ги ублажат овие промени. Така расте да се зголемува скоростната граница на еден земјоделец барем во источниот регион, како ќе ги мотивирате младите да бидат во земјоделието и во сточарството, да останат? Апсолутно, ние во првите неколку месеци се реализираше една од мерките, тоа е поддршката на млади земјоделци. Ако во претходната година од 1600 апликанти државата склучи договор само со 90 до 100 апликанти, оваа година од вкупно 624 апликанти поддржавме 424. Тоа се околу 4,5 милиони евра повеќе пари кои што отидоа по однос на мерката млади земјоделци и веќе овие проекти ќе започнат да заживуваат. Во овогодинешната програма предвидуваме исто така поддршка за младите земјоделци, меѓутоа и формализирање на нивниот бизнис и на нивната инвестиција. Поддршката доаѓа преку, како што кажав, отварањето на ИПАРД фондовите и на програмите. Ќе носиме нов закон за советодавен земјоделски систем кој што ќе помага вклучително и на младите земјоделци. Ќе ја донесеме, односно во владината програма и мерката која што во наредниот период ќе се имплементира, тоа е ослободување на младите
до 35 години во делот на плаќањето на концесијата за земјоделско земјиште, значи државата ќе им даде земјоделско земјиште, а при тоа 3 до 5 години нема да плаќаат концесија, ќе бидат ослободени, и сите други низа на мерки и активности навистина ќе се насочиме кон промоција на целокупниот овој агроземјоделски, но и рурален сектор, затоа што сме убедени дека Македонија има силни потенцијали и водени ресурси, има и шуми, има и земјоделско земјиште, меѓутоа мора да го направиме редот, мора да ги ставиме сите овие потенцијали во функција и сум убеден дека во наредниот период младите се повеќе ќе бидат заинтересирани. Ако направиме поевтино земјоделско производство, ако остануваат повеќе пари ке самите земјоделци, верувам дека и младите ќе бидат едни од најзаинтересираните, и мене ме радува што во овие во првиот оглас на ИПАРД кој што беше летото има околу 1600 апликации за навистина крупни значени проекти кои што се во делот на прехранбениот и на преработувачкиот сектор. И ме радува што се повеќе млади луѓе се заинтересирани, доаѓаат во министерството, се интересираат за тоа каде има слободно земјоделско земјиште, кои се условите, и навистина како институции сме должни да направиме се младите да ги задржиме тука, уште повеќе ќе бидеме среќни да ги вклучиме во овој сектор и да преку учеството во целиот сектор останат тука во државата и да остваруваат животот да го живеат тука. Благодарам.